patrioti, da vi kažem slovo to, na Đurđovden pev zatvoren, crni temni zandani, zandani pev zatvoren. O prokleti špijuni, o prokletite špijuni, nerazbrani trgovci. Zandani pev izmače, ni tu voda, ni tu led, telo to mi potemnalo, dolga riza do zemlja. Nemojte da me mačite, ja sam nevin kako cvet, sam se borel za sloboda, za čovečki pravdi. Živi najmilo, živi najdrago, živi krst i kandilo, živi verava, živi dušava, živi krv makedonska.
Така е, почитувани гледачи, токму со оваа убава преработка на Послушајте патриоти, го започнуваме и најновото издание од своја страна и ви го најавувам мојот денешен гостен и соговорник, односно виновникот токму за овој спот и оваа убава преработка. Велам добре дојде за нашиот Бобан Цаневски. Боби, ти благодарам што ја прифати поканата, како си, добре дојде. Благодарам за поканата, честит задоволство ми е што сум во емисијата, се надевам дека ќе допреме добри теми околу музиката, околу мојата кариера, се супер, одлично се чувствувам. Така, пред новогодишен период, чинам дека овој период ви е така малку турбо и со настапи, со проекти, цело време сте некаде настапувате. Што се случува, Боби, во декември? Па генерално преку целата година јас сум зафатен, имам свирки и настапи. Меѓутоа декември е месец каде што понекој не пише направо, сите излегуваат, се случуваат свирки преку цел ден, преку секој ден и така да е многу напорно и захтевно и гледам да го исконтролирам тоа како што треба. Напорно, точно. Така, постојано со работа, постојано со проекти, меѓутоа најде време за овој прекрасен спот кој што нашите гледачи има можност сега да го проследат. Станува збор за Послушајте патриоти, преработка на една наша убава песна. Ајде повеќе за тоа што се случуваше позади онако што ние го видовме. Кој е виновникот за... Овака, значи јас имав цел за Послушајте патриоти да направам првин како песна, да донесам пред младата публика, бидејќи и пред сите граѓани, бидејќи сите знаат песната, всушност не знаат кој е позадината на целата песна. Содржински не знаат, сите ја пеат, а не знаат за кого пеат. Генерално кај нас така се случуваат работите и со одобрение на Александар Караѓуле, некои негови внуци што живеат тука, уствари ја донесов приказната за Александар Караѓуле, кој бил човекот, дека он е некој еден наш војвода во сенка, каде што работел во Софија, има своја печатница и првиот весник на македонски го издал таму. Значи, целата таа приказна направивме во една филмска приказна за него. Он Послушајте патриоти, во всушност он си има сам напишано, он е автор на таа песна. Автор на таа песна има напишано во Зандана и фактички сакав да доловам таа приказна за и да ја доближиш приказната, можеби до новите генерации. Спотот вклучуваше и актери наши од нашата сцена. Кој се беше присутен, кој се... Петар Горко го глумеше во Битолскиот театар, го глумеше Александар Караѓуле и уште неколку глумци што со Битолскиот театар ги ангажираше Дарио Јанковиќ, кој што е задолжен за спотот. Вие навистина сте направиле една убава приказна, која што не е само еден музички запис, туку навистина убава приказна доловена пред слушателите и гледачите. Песната, чинам ти, беше готова, па отпосле се смислуваше спотот, каде што се одвиваше? Да, песната аранжманот го направи мој пријател што работи со мене, Бојан Биневски. Он е виновникот што ја одлучив да направам еден таков спот, бидејќи он ја направи на таква филмска слика како и самата песна си го влечеше спотот. Така. Си го влечеше спотот и мораше да се направи таков спот, не можеше да помине со обична приказна. Бидејќи и он се потруди за таа песна и јас ја отпев како што треба и мислам дека направивме добар производ. Направивте добар производ, како помина овој производ кај публиката, како е прифатен? Позитивни реакции. Мислам, како што кажав, јас сакам да биде песната приказна историска. Значи да не биде приказна, не знам како. Точно сите што се снима и точно и знамиња се веат и сето тоа. Меѓутоа јас сакам да има една таква историска приказна, тешка приказна, вистината приказна. Мислам дека тоа допре до луѓето, бидејќи кога го виде оној дел каде што он во Зандан е мачен, каде што мајка му плаче и тоа сето тоа. Таа е вистината, не можеме ние да избегаме. Мислам дека народот го прифати тоа добре како песна до нив и со позитивни реакции. Пред се, јас сум многу задоволен што има позитивни реакции од моите колеги, музичари и пејачи. Бидејќи сите кои што искрено сакаат музиката и сакаат македонската музика, го споделија и
мислам, јас сум тука премногу задоволен. Кога говориме за социјалните мрежи, таму се објави дека дел од спотот е ограничен. Зашто всушност становеше збор? Па не знам, тоа беше на почетокот, кога јас спотот го промовирав, го пуштив на YouTube и дојде до три имейл адреси како нарушување на не знам, нарушување на нивниот мир, имало насилство во спотот, не знам. И затоа од YouTube ми дојде дека не може многу да се спонзорира спотот. Така. Тоа беше целата приказна, меѓутоа јас повторно спотот си го пуштив и без проблем. Се пронаоѓа ли Бобан Цаневски во ваквите музички остварувања? Што повеќе ти лежи? Бара ли публиката од тебе вакви песни? Значи, оваа песна лично ја сакав да направам. Многу во патриотските песни ја ги сакам, ги пеам, меѓутоа повеќе се пронаоѓам во оние други песни каде што авторските музики. Во твоите авторските. Да. Ова си ја направив чисто ради мене, бидејќи испадна песната многу добра како аудио. Така, и првично тргната од приказната. Да, и од приказната така целата точно. приказна. Ја бараат ли Да. преработката на настапите? Да, ја бараат баш таа преработка каде што ја пееш ти, како што ја пееш ти. Бидејќи значи таа не е како обичната песна "Послушајте патриоти", него е направена во многу друг аранжман. Така, кога говориме за настапите, спомена позади камерите дека си активен како во Македонија, така и надвор. Колку надвор се отворени за македонска музика? Каде се настапуваш? Каде може надвор да те слушаат нашите? Сега бев брзо, имам некои настапи во Хрватска. Сега исто јануари имам некои настапи таму. Многу сум изненаден што многу се бара македонската музика таму. Македонската песна се бара таму и каде што бев во неколку локали, би кафични или на кафе, многу се уште се пушта Тоше Проевски, на секоја трета песна беше од него. Значи, и заприметувам дека многу ја барат македонската музика, горе традиционалната македонска музика, така да јас сум задоволен. Од тие настапи. Хрватска сум, Србија, меѓутоа пред се Хрватска, да. Така, колку се отворени другите и соседните земји за македонска музика, за покана за наши македонски музичари? Значи, реално да се го правиме мовето. Точно може би имаат настапи, меѓутоа секој си го штити својот пазар, генерално. Колку ние си го штитиме, Боби, нашиот пазар? Колку ние си ја чуваме македонската песна и музика? Па не, за жал не. Бидејќи јас моментално во Македонија, освен Меморија што направија концертна група, и тоа да кажам има песни за еден концерт. Вистинско уживање без присутно. Јас не познавам нешто што може да напуни Борис Трајковски и да има ниво на... А за разлика од србите што доаѓаат и сите други... Каде да го бараме виновникот? Од каде да тргнеме? Се правили доволно македонска музика? Се создавали или можеби токму слушателот се навикнал да го цени малку повеќе другото и да сака... Мислам дека треба, според мене, се направи една национална стратегија. Бидејќи телевизиите, како телевизија, може генерално не може да застанат и да покријат таков буџет за, например, некое шоу, што би можело да издигне многу македонски музичари и пејачи млади, зборам. Значи, треба некоја национална стратегија каде што може да се направи типот на Идол, типот на X-Factor македонски, каде што ќе има македонски пејачи, каде што ќе се работи на нив и каде што ќе може да ги... Еве ти доаѓаш токму како победник од едно такво шоу во соседството. Колку сме ние спремни за нешто такво? Колку е потребно нешто такво кај нас за да се изродат можеби други имиња? Пред многу години имаше едно М2 шоу, каде што стоеше, не знам, Тихом или тогаш стоеше Темовеле, не ми текто како спонзори, таму излегува Ламбе или на еден куп пејачи што... Така излегува таму доста имиња? Таму излегува пејачи. Каде што се известно време ми се правеше песни и тогаш имаше некоја македонска естрада забавна. После тоа кога заврши тоа, мислам дека нешто Лозано се бори, ама сето тоа е...
имаме голем наплив од Србија. Генерално, мислам, нивната страда многу јака така да се шири во Хрватски и хрватите се борат против тоа, меѓутоа ние мораме да си најдеме наш тука, барем да го ископираме тоа нивното, како се работи, едноставно да си имаме Да наша се страда. почне од некаде, да се тргне. Ценат ли македонците, си ги ценат ли своите изведувачи, токму од еден изведувач во пракса? Да. Тоа некој не пише на правило. Ако победиш во Србија, тука ќе те ценат. Еве конкретно кај тебе искуството што покажува после таа победа, поинаку ли те Па гледа да, публиката поинаку, овде? значи сепак поинаку те гледате, значи те признале некој горе те признал, за да тука бидеш добар. Не знам, тоа е некој меѓутоа, па ќе кажам, ако нема медиуми да се поддржи сето тоа, кратко трае. Дават ли Година, две. поддршка медиумите, еве конкретно за музичарите, бидејќи да не се лажеме, денеска како да се изродија многу нови музички имиња кои што на некој начин сакаат да допрат до Нема филтер. слушателите. Нема филтер, тоа сакав Нема јас да го филтер. заклучам. Даваат ли медиумите поддршка? Па за разлика од некои телевизиски куќи кај што имаат некои музички емисии. Еве конкретно за музичките емисии, чина ми во Мерак Мејана беше. Значи има неколку музички емисии, само па ќе кажам, значи нема филтер каде што може да што ќе може да не биде се во еден кош ставен. Сепак тука е таа грешка наша. Колку на самите музичари им смета тоа што навистина денес, како да го кажеме, конкуренција или нема филтер за тоа кој се може да придонеси да пее? Знаете како, јас од постарите музичари, тоа го имам да знаем, ма го имам и прочитано. Некоја бивша Југославија за шунт музика, за турбофолк музика имало огромен данок. Се плаќало. Пример, телевизија ако пушта шунт музика, огромен данок, 90% данок на државата. И они се штителе, државата се штитила така. И телевизијата нема да пушта шунт. Ке бират чека овој знае, овој не знае, овој знае, овој не знае. Така да си има ред. Хаос е, невиден хаос е, и у Србија е хаос, и тука е хаос, само што и тој турбофолк барем да го имаме македонски. Чинам дека веќе се измести, не се знае веќе што се пее по кафана, Не што се се знае, пее не по се ресторан. знае. И дали тоа го бара народот? Дали така се прилагодувате вие музичарите? Што ќе се пее? Најверојатно се прилагодуваме спрема публиката, што бара публиката, за да гледаш ти точно, да наметнуваш тоа што го пееш, колку што можеш. Меѓутоа, кога ќе дојде моментот на забава, и тука гледаш да не биде тоа во некој друг правец да отиде со некои песни, меѓутоа генерално гледам дека народот си го бара тоа што се пласира. И така да се приспособуваме спрема тоа. Преработката помина, на што се работи следно, можеби некоја нова авторска песна, нешто поразлично ќе биде? Да, има една песна многу исто љубовна тема. Јас сакам тие песни, бидејќи мислам дека моментално фали таков тип на музика. Сето е стаено на некој друг стил, како брзо време, брзо се и брзи песни и се штанца така. Јас се сакам на таков малку сум старомоден од тие гледања и си сакам таква љубовна тематика, љубовни песни и таква ќе биде наредната. Исто така со видеозапис, само уште е основата, поставен е текстот и мелодијата, само треба аранжманот да се направи, да се осмисли како што треба. Ќе биде после Нова година негде ќе биде оснимен. Така, што ќе се случува во декември? Споменавме дека за Нова година ќе одмараш. Зошто е тоа така? Па генерално и лани јас одмарав, бидејќи премногу има настапи пред Нова година. Премногу има настапи, а за Нова година некако имам чувство дека сите, барем Скопје во тука, сите се некако преку фирми, преку друштва, преку тие предновогодишни забави проаѓа тоа и за Нова година згаснува. Беше обратно некош, сега е така. Како е да се живее и функционира во музичко семејство? Вие сите дома си певнувате. Да. Како? Па сите се знаеме, сите сме објективни, сите знаеме да кажеме што е добро, што не е добро, што е лошо, бидејќи јас, барем кај мене, моите деца ги растеле со еден друг тип на музика, со македонска традиционална музика, со
со забавна музика, со дом уште кај нас се слуша и песни и македонски евергрини, така да објективно може да кажеш да процена што е добро, што е лошо. Значи они се сите талентирани, сите пеат. Дури јас можам да кажам некојаш не ви треба сега тоа во ова време, меѓутоа тоа е дарба, тоа е појако од нив и се сака да пеат, се сака да си работат, сакаат макфест. Колку учат од тебе, колку Да. колку работите заедно? И па знаеме да седеме јас на Да, знаете да си споделите на социјалните мрежи? Знаеме да седеме некои песнички, да си спееме дуети и баш пред некој ден беше викам, ајде да направиме нешто да пуштиме. Така да ќе има наскоро и на социјалните мрежи нешто генерално ново од нас. Така. Боби, како, еве, овој период малку така бурно, како музичарите ги полнат своите батерии, слободното време, чи нам го имаш малку, меѓутоа, што најчесто сакаш да правиш? Значи, јас сакам седам у теретана. Да. Се сакам, си имам едни пријателка што си има своја теретана, таму ми е некако лабаво. Тоа е мири за телото и за духот. Таму ми е некако лабаво и ќе се споделиме муавече, меѓутоа сакам да се вежбам. Планина, одење, пешачење, надворот од галама, надворот од луѓе, надворот се, бидејќи ми треба мир и тишина некојаш. Највеќе мир и тишина, таа ми најубава музика некојаш. Дефинитивно. Да. Знаат ли да изморат настапите, луѓето, енергиите? Па како не, точно. Бидејќи вие сте едни, а сите ние од страна сме многу. Уметникот и музичарот е еден. Доаѓаат различни енергии, доаѓаат. Колку влијае публиката на... Па публиката највеќе влијае, бидејќи ти во моментот сакаш да споделиш емоции. Дел од себе даваш. Значи дел од себе даваш, дали била на секоја песна е така, барем јас така ги пеам, така ги донесувам, а гостите се дојдени да си поминат убаво, да се расположат, се напијат и така. Колку значи тоа на другиот да му направиш да се чувствува убаво, а да не испееш само ради редот или тоа е уметност. Значи тоа е тоа, кога некој ќе каже бе дали може да бидам пеач? Пеач може. Која е суштината? Која е суштината? Ако јас сега испеам и тебе допре тоа до тебе, што е нешто да испеам, нешто да допре тоа до тебе. Или да испеам ради ред да кажа па ој као. Тоа е работата. Значи јас покушавам на секој гостин да го Чинам дека и така си бираме каде ќе присуствуваме и кога ќе го слушаме по енергијата и по она кое што ни го предизвикува. А каква е соработката со другите музичари и колеги? Пред новогодишно се дружите ли, одиш ли, поддржуваш ли на настапи други колеги? Поддржувам, значи пријатели, колеги каде што, меѓутоа времето е многу кратко, многу напнато, многу е секој со својата приказна, со настапи, евентуално после свирката се видиш со некој. Или по овие музички. Да. И таму да се подружите? Да се видиш или по се новогодишни ќе се отворат, па да се видиш тука. Иначе многу е брзо, се е многу брзо и така прави. Настапите ги споменавме, што се случува со прославите, со тој дел, свадбите, ти си активен и на тие. Па договараме, тебе апел да си да се мажа, да се жена. Еви до мене. Еви до тебе, маже се, не чекај. Не чекај, да. Музиката ја имаме. Има музиката, има. Датите се полнат. Околу свадбите тоа е стандардно, значи сето тоа се закажува пред време. Да, се функционираме се по желба на младите, на невестите. Так. Да. На невестите. Како ќе каже невестата така? Така ќе договориме ставата, да. И добре, значи гледаме да биде како што треба. Имаме уште малку од новата година. Каква беше за тебе ова измината година? Еве на професионално, на приватно поле, ќе ја пофалиме ли 2024? Па добре беше, окей. Супер беше бидејќи направи спот. Спотот ми беше онака како одбележување на оваа година, напорна со свирки, напорна со сето. Живи здрави, тоа ми е најважно. Живи здрави, тоа е најважното, сите на број, така да се влеземе во новата. Тоа ми е најважно кога сите пријатели мои роднини ќе ги
И весели. И весели, да. Така. Боби, дали користиш ти маска за мобилен телефон, фолија или нешто такво слично? Ние, јас и моите пријатели од Smart Service, за секој мој гостин доделуваме еден вредносен ваучер од 500 денари. Smart Service е професионален сервис за продажба и поправка на мобилни телефони и се наоѓаат тука во трговскиот во Скопје во Лисиче. Ова е за тебе, можеш да си ги посетиш, да си одбереш некоја маска, фолија или што и да сакаш за 500 денари. Тие се наши подржувачи во новата сезона од своја страна. Така, да, со здраве си го скористиш ваучерот. Јас ке ти се заблагодарам што и во оваа сезона проговоривме малку за музиката, за тебе, за кариерата и се она кое што... Па мислам дека не бевме досадни, интересни бевме, да со муаветот. Со музичарите секогаш интересно, секогаш има нешто ново кај нив, нешто спремаат, нешто подготвуваат. Активни сте нон-стоп. Секогаш спремни за дружба, за муавет и тоа е убавото. Ајде не знаме крај каде ќе може да те гледаме и слушаме во декември пред нашите гледачи? Па декември сум во Рагуза. Добро. Значи тие пред новогодишни празници сум во Рагуза. Во Шпајс во Дебармало и низ во Шпајс во Дебармало си класика таму. Класика и низ Македонија, што вика Гостивар сум Тетово, Куманово. Ни споделуваш на социјалните мрежи, ќе можеме таму да видиме каде ќе биде Бован Заневски, да повелиме и да уживаме. Ништо, ти благодарам уште еднаш. Се надевам дека во новата година ќе влеземе среќни, весели, сите на број, насмејани, со убава музика, да продолжиш да создаваш убава музика, па можеби уште некоја убава преработка ќе очекуваме. Благодарам. Мене ми е задоволство кога ќе направам убава музика и убава песна која ќе допре до сите луѓе. Така, ќе се видиме, здравие Боже, во новата година, среќни и насмејани и весели. Боби, ти благодарам уште еднаш. Благодарам за поканата. На самиот крај да одјавиме со музика. Може. Ајде, со што? Со уште една песната е Љубов забранета, таа е песна од Суле, гитаристот поранешен на Кода, прекрасна песна, што јас сум горд на таа песна и многу можам да кажам дека е една од поубавите балади што ги имам направено. Љубов забранета. Љубов забранета, почитувани гледачи, уживајте со музика овде, ве поздравувам и се гледаме за 7 дена од сега.
mene rodena, o srce slušam glas. Možeš li, kaži možeš li, cel život da si pokraj drug, ljubov ta da ja podeliš, ti na sebe, ja se na